Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почетокот на процесот во Македонското собрание за уставните измени покажа на политичката сцена дека се два блока. Едниот предводен од Социјалдемократскиот сојуз, кој што е проевропски, и другиот антиевропски. ДПМН е антиевропска партија, а Христијан Мицковски антиевропски политичар. Исто како што беа против членството во НАТО, работат против членството во Европската Унија. Наивно е да се верува дека причината за тоа е нечи партиски или личен рейтинг, станува збор за јасно изразена антиевропска, антизападна политика и политичка агенда. Овие антиевропски политики на ДПМН се на линија со туги интереси кои не им мислат добро на земјата, и тоа е впрочем и континуитет на политиките на Груевски од минатото, кои не и донесоа добро на државата и ја заглавија цели 11 години во изолација. Имаме единствена можност, отворена врата за европскиот пат, и оваа шанса ние сметаме дека е исклучително важно сега да ја искористиме. Во спротивно, ќе ги видиме Албанија и Црна Гора како напредуваат кон Европската Унија, како и целиот регион, а ние ќе сме оставени со Босна и Косово, кои имаат нерешени прашања, што не е добро. За подсетување, во 2006 година бевме во пакет заедно со Хрватска. Денес таа држава не само што е полноправна членка на Европската Унија, туку е дел од еврозоната и од Шенген. Ние 11 години бевме надвор од европскиот пат и загубивме генерации млади граѓани, кои денес се жители на Европската Унија, но во туги држави. Па прашањето е, уште колку генерации ќе загубиме за 11 години, ако сега не ја завршиме задачата? Отварањето на уставните измени го поддржа и Европската комисија, чија председателка Урсула фон дер Лајн упати јасна, силна порака дека Северна Македонија припаѓа кон Европската Унија. Почитувани, СДСМ нема да се откаже од европската агенда. Заедно со граѓаните, со Европскиот блок, ќе сториме се за државата да стане членка на Европската Унија. Тоа со себе ќе донесе забрзан раст на економијата, дури за 11 пати поголема финансиска поддршка од Европската Унија и нови можности за граѓаните, за домашното стопанство. Како што обезбедивме членство во НАТО, како што обезбедивме почеток на преговорите со Европската Унија, така ќе обезбедиме и членство во Европската Унија со заштитен и потврден македонски идентитет и покрај блокадите од ДПМН и Левица. Ви благодарам и повелете со прашање.